Во економската програма СДСМ најави воведување прогресивен данок наспроти досегашниот рамен данок што беше политика на претходната власт. Владата на ВМРО ДПМН категорично беше против прогресивното оданачување бидејќи не сакаше да отстапи од замислата земјата да се прикаже како рај за ниски даноци и тврдеше дека не сака да зададе удар врз џебот на граѓаните и компаниите. Идејата за прогресивно оданачување СДСМ ја презентираше уште во 2015 година со проектот Визијата за Македонија, кога најави дека планира воведување на персонален данок на доход во две стапки – 10% и 18%. Побогатите наместо 10 како досега да плаќаат 18%. Економистите околу оваа прашање со поделени ставови. Професорот Ванчо Узунов смета дека прогресивното оданачување е добар потек за разбивање на јазот помеѓу богатите и сиромашните. Сега, јас како граѓанин земам плата. Плюс, да речеме, земам и хонорари. Работам хонорарно. Тоа не се оданачува повеќе него со 10% до сега. Па имам и дуќани, станови, земјишта ги издам под кирија. Па имам и акции, некаде па добијам дивиденда. И се сите тие мине приходи ми прават повеќе од 1000 евра процесно месечно. Па за дел од над 1000. Нели треба да платам малку повеќе? Нели е логично да платам малку повеќе? Ја пак ќе останам побогат од сите останати. Ама не толку многу побогат колку што со овој рамен данок. И тоа со тек на време ќе намалува јазот меѓу многу малкуте што се страшно богати и многуте останати кои што многу сиромашни. Ќе се враќа средната класа. Па тоа е тој данок кој што со тек на време го прави тоа. И многу е логичен. Не знам зашто се плашиме од него. Освен што кога сакаме да бидеме себични. Ама сега, знаете, ја одамна видов таа во друга една држава кампања. Среќен сум што плаќам даноци. Значи, јас можам да заработам во нормални пазарни услови, јас сум способен, супериорен сум, заработам добро. Па ќе платам, бре. Кој ќе платам, после и 4 очи ќе отворам каде се трошат моите пари. Каде влада ги троши моите пари? Нема да дозволам нетранспарентност. Нема да дозволам скриени работи и лаги. И гледате, почнува, освен поправедна распределба, почнува и демократијата да расте, и политичкиот систем, и државата оди напред. Дел од експертите пак предупредуваат дека менувањето на даночната политика е сензитивно прашање и чекорите кон воведување нови начини на оданачување треба да бидат одмерени и во склад со економските текови во државата. Прогресивното оданачување, како што објаснува професорот Маријан Петрески, е карактеристично за развиените западноевропски држави, а најкарактеристичен е примерот со Скандинавија, каде што има неколку стапки. Но според Петрески, помеѓу економиите на Македонија и скандинавските држави нема место за споредба. Е многу важно кога ќе го воведете прогресивното оданачување, во која фаза од развојот. Дали е потребно всушност да оставите економијата да забрефта, по цена да ја зголемите нееднаквоста помеѓу граѓаните и во даден момент кога економијата веќе е доволно забрефтана, значи има висок раст и висок брутно домашен производ по глава на жител, па тогаш да воведете прогресивно оданачување. Дел од таа анализа може да биде и тоа кога е тој оптимален момент за воведување на прогресивното оданачување. Се алудира во јавноста на прогресивните даноци во скандинавските земји, меѓутоа мислам дека е сосем депласирана таа споредба. Сепак тие се прво на друго ниво на економски развој и второ системот. Нема место за компарација со нашата економија. Дефинитивно, првенствено од перспектива на нивото на развиеност, тие се мощне развиени земји, висок животен стандард, скоро искоренета сиромаштија, особено на апсолутна сиромаштија, таму не постои. Така што ние е добро да целиме нив да ги стасаме и на тој пат да го постигнеме нивното ниво на економски развој, ние треба добро да процениме кога е оптимално да се воведе прогресивно оданачување. Узунов смета дека прогресивното оданачување нема да влијае врз бизнисот и инвестициите во државата, затоа што со него се оданачува приходот на поединецот, а не добивката на компанијата. Значи, постојат два вида на директни даноци ги викаме. Едниот е данок на добивка, кој што го плаќаат фирмите или правните лица. Тој ќе си остане ист. Фирмите што остваруваат добивка во Македонија, колку што плаќале данок на добивка до сега, толку ќе плаќаат и од сега. Ако фирмите од која ќе го платат тој данок, имаат профит, добивка, се одлучат да ја таа добивка да реинвестираат, тогаш акционерите не добиваат ништо и приказката завршува тука. Ако ја поделат како дивиденда
на акционерите, тогаш таа влегува во нивната пријава што ја дават на крајот на годината, со поисекот на годината, за персонален данок од доход, што представува основа за пресметување на тој персонален данок од доход. Од друга страна, Петрески смета дека прогресивниот даночен систем може да предизвика бумеранг ефект во економијата. Како пример го наведе ИТ секторот, каде што платите и приходите се повисоки. Според него, ова би можело да предизвика уште поголем одлив на мозоци, а со тоа би стагнирал и овој сектор. Делот на анализата на тоа на доходната нееднаквост во земјата, ние треба да видиме всушност кои се оние што се најбогатите слоеви, од кои што сакаме всушност да зафаќаме и како тие дошле до тоа богатство. Дали дошле благодарение на тоа што имало рамен данок или се збогатиле благодарение на нешто друго. Јас сепак не би бил толку брз и да кажам дека тоа е благодарение на рамниот данок, затоа што нели во целиот проект кој што го отвори опозицијата вистината за Македонија се виде дека тука влијаеле и некои други фактори за збогатување на еден сегмент од населението. Треба исклучително да се внимава со поставувањето на границата на прогресивниот данок, затоа што не можеме да прецизно да процениме кој би бил бихевиоралниот одговор на луѓето кои што ќе бидат оданочени. Ако се тоа, да кажеме, луѓето во секторите IT, здравство, да кажеме, каде што платата е над 1000 евра, тогаш повисокото доначување на тие луѓе може да резултира со дополнителен одлив и селување на тие луѓе надвор од земјата. Затоа што многу лесно може да најдат работа во Германија и во другите западноевропски земји за тие пропулзивни сектори. Од балканските држави рамен данок имаат Бугарија, Романија и Србија, додека Словенија и Хрватска имаат прогресивни даноци. Во Европа рамни даноци плаќаат Унгарија, Литванија, Естонија и Летонија. Инаку рамниот данок во Македонија беше воведен во 2008 година, кога даночните стапки на данокот на доход и персонален данок од 24, 18 и 15 беа израмнети на 10%.